Добро вечер. Петочно издание на Топ Тема со осврт на клучните настани неделава и на предизвиците што престојат во пресред на очекуваните предвремени избори. Изборите се ближат, дилемите се нижат. Зошто повторно се отвара прашањето: ќе има ли избори во декември? Што ќе донесат прегрупирањата во македонскиот и во албанскиот блок? Дали посетата на Хан е рутинска или ќе биде суштинска за незавршените работи во собранието со законите за СЈО? Ова се само работните тези за вечерашниот панел, а во него мои гости се професор Ѓорги Спасов. Добро вечер и добре дојдовте. Исто така универзитетскиот професор Јордан Шишовски. Добро вечер и добре дојдовте. И политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети. Првото прашање е за сите исто и многу би почнал со вас, господине Спасов. Иако сите тврдат дека се подготвени на стартната линија да ја почнат трката на 11 декември, сепак во фокусот на меѓупартиската кавга деновиве е дилемата ќе има ли избори на 11. Зошто? Јас лично мислам дека ќе има избори на 11 декември, меѓутоа постојат индиции дека ВМРО-ДПМН би посакува повеќе изборите да бидат споени со локалните избори некаде во април следната година. Кога зборувам има индиции, тоа пред се се однесува на она што не го подготвија со буџетот на Република Македонија. Иако им се укажуваше 10 пати дека би било добро да се донесе само времено финансирање за 2017 година, тие инсистираа на буџет кој што ќе може да се користи пред се за пропагандни цели, меѓутоа и со кој што ќе може да се isfinansираат многу проекти до изборите за локалните избори во 2017 година. Втората индиција дека тие инсистираат, со оглед на тоа што инсистира да се донесе тој буџет, беше дека можеби ќе предизвикаат некаква реакција како она што беше на 24 декември во 2012 година, или пак ќе си ја истераат волјата да го донесат тој буџет. Втората индиција се однесува на Законот за изборните единици. Точно е дека Законот за изборните единици не ги доведува во еднаква положба граѓаните од сите изборни единици, со оглед на тоа што во 6-та изборна единица има повеќе од 5% од колку што е потребно од гласачите во другите изборни единици и дека тоа треба да се промени. И додека Социјалдемократскиот сојуз им предложи цела Македонија ќе биде една изборна единица, да се смени изборниот закон, и со што всушност се создави еден елемент заменување на овој авторитарен модел кој што сега го има Македонија, кој што се произведува врз основа на овој пропорционален модел со 6 изборни единици, дуи и ВМРО-ДПМН наводно се уште не може да се согласат како да го променат тој закон и како да обезбедат навреме да стигне промената на закон да биде во согласност со датата. Тука се и законите за специјалното јавно обвинителство за кој што посебно ќе разговараме, меѓутоа каде е во сето тоа потенцијалниот ризик за одложување на изборите, ако официјално ова се дел од тезите вие што ги споменавте, официјално на пример ги има и во денешното соопштение на СДСМ, на тие аргументи тие велат дека ВМРО ќе се посакува да нема избори, меѓутоа од друга страна да постојано на таквите ставови на СДСМ од ВМРО одговараат дека СДСМ мора да знае дека на 11 декември ќе мора да излезе на избори и да се соочи со народот. Според мене всушност ВМРО-ДПМН би сакало да нема избори на 11 декември, меѓутоа за тоа да не биде виновна ВМРО-ДПМН, туку за тоа да може да го обвини на пример СДСМ. Всушност, ако успеат да предизвикаат таков инцидент како што беше од 24 декември врска со буџетот, тогаш не би бил виновен ВМРО-ДПМН што нема избори на 11 декември, би се оствариле целта, а всушност би бил виновен СДСМ. Или ако Уставниот суд, на пример, по распуштањето на парламентот го укине специјалното јавно обвинителство, тогаш се создаде ситуација во која што вистина изборите на 11 септември нема да бидат возможни и со ова што сега игра што ја предизвикуваат во самото собрание, дека не сакаат да ги донесат законите за заштитени сведоци, не сакаат да го донесат закон за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, всушност постојано подготвуваат инциденти со кои што би можеле да го натераат Социјалдемократски сојуз на Македонија да каже вистина претеравте и нема услови за избори на 11 декември. И покрај тоа што СДСМ постојано повторува дека дајте сега да ги одржиме изборите на 11 декември, мислам дека
постојат сериозни индиции дека они провоцираат инциденти за да може сето тоа по вина на Социјалдемократскиот сојуз сепак изборите да се одржат некаде во април месец, затоа што целата нивна кампања како што сега се одвива е всушност кампања повеќе по градовите со изградба на одредени патчиња, ова кој што е она што е тоа е една кампања која што е типична повеќе за локалните избори, во кој што тие посветуваат сака да го мобилизираат пред се локалните единици во кои што има доминантна власт и кои што би може да им бидат од многу голема корист во заедничката изборна кампања, например на локалните и на парламентарните избори. Шишевски, кој е вашето гледиште околу ова наметната дилема која овој пат ќе има или не избори, се отвара во она своевидна нова пиар офанзива на Социјалдемократскиот сојуз, кој што ја форсира тезата дека наспроти предходните две одлагања кои што може да се препишат на контото на СДСМ, дека овој пат тоа би го посакувале ВМРО-ДПМН. Знаете, Боби, имам дежаву како што започна емисијава. Мислам дека трет пат веќе разговараме овде на истово место дали ќе има избори или нема да има. Се повторува дежаву ни е целата ситуација. Целата ситуација се наоѓаме на најстрашната ситуација Ниче која што ја нарекува вечно враќање на истото. Буквално како да сме заглавени во една бесконечна приказна, во еден кошмар од кој што никако не можеме да излегуваме. Од сонот сон. Стално излагаме од сон од поголем во поголем кошмар. Дали ќе има или нема да има избори, некојаш мора да има. И првиот пат кога ме прашавте, реков дека и сега истото ќе ви кажам. Услови за фери демократски избори нема и не може да има никогаш, бидејќи имаме модел, еден компетитивен авторитаризам кој што создава ситуација на нефер односи во општеството. Политичката сцена е едноставно нефер. Пред неколку дена имаше информации дека јавната администрација е 180.000. Тоа е 3 пати зголемена овие 10 години. Тоа се 120.000 луѓе вработени од оваа власт, тоа се 120.000 семејства, тоа се околу 300.000 луѓе, плюс деца за да лепат плакати и да мафтат со знамиња, знаете. Плюс имаме сите други купувања, значи истиот систем се репродуцира. Бесконечно имаме еден контингент на гласови кои што ќе гласаат за овој режим и ќе се во интерес на режимот е да го пролонгира овој однос во општеството и да се продлабочува нивниот авторитарен модел на владење. Затоа сметам дека во интерес на целата демократска јавност е да се излезе на избори, да се извлече максимумот, да бидат тоа кредибилни, како што викаше меѓународниот фактор. Значи да знаеме колку ливчиња се заокружени. Сега да сите говорат за елементарни услови. Веќе оние таргети кои што ги имавме предходно во предходните дискусии, февруари па следното одлагање на изборите, тоа веќе не постои. Како што беше извештајот од ЕУ, како беше ефикасни избори. Така што на крајот најверојатно тоа ќе бидат. Значи, медиумите се исто така заробени од страна на власта, тие се приватни во собственост на луѓе кои што имаат интерес од репродукција на системот, имаат корумптивен интерес да се одржи целиот систем, тоа е конзервативен интерес. Било која прогресивна политичка опција треба да излезе од минатото, да излезе од повторувањето и да изгради сосема нов начин на справување на работите со нови луѓе, со нови методи на борба, со кои што едноставно сакале некеле мора да се излезе на тие избори и мора да се не мора ништо, но мора да се смени таа власт исклучиво на избори, никако другче. Мехмети. Мислам дека сето ова е очигледно дека се работи за тактизирање и тоа не само од една страна, туку од сите политички партии. Со оглед на тоа дека во моментов во овој период конкретно имаме колебање кај владеачките партии, дали да има избори или да нема, говори дека сепак тој притисок што беше направен од граѓаните, значи преку протести, па да речеме и до некаде медиумите, иако не беа толку силни, но и притисокот, условно кажано притисок, значи не некој во негативен контекст, притисокот што е направен преку овие случаи што се отвараат преку специјалното јавно обвинителство,
дипломатските напори да се разоткријат некои од случаевите кои што и беа и причината зашто зборуваме дали ќе има избори или ќе нема избори. Мислам дека се тоа створи некоја нервоза кај гледачките партии, веќе не се чувствуваат толку комотно, бидејќи цело време они инсистира и се на некој начин обвинува опозицијата дека се плаши, дека бега од избори. Сега гледаме одеднаш некоја промена во тонот, што според мене значи дека не само приближувањето на рейтинзите, туку и општата атмосфера, мислам дека се менува и веројатно тоа е една од причините. Но тоа не е се, затоа што од друга страна мислам дека фактот што они зборот за политичките структури ги менуваат своите ставови така лесно без никакви последици, говори дека ние немаме јавност која што ќе бара некаков отчет. И да бидеме фер, значи тоа почна од првото одложување кога беше, нели? 24 април, така беше првиот датум. Па потоа второто одложување, сега вика чекај ние да бараме одложување. И ако гледаме принципијално, ќе биде проблем да се обвини едната страна, а да не се види со што придонела другата страна. И мислам дека они тоа го користат и веројатно тоа ќе им помогне во евентуалната намера. Ние не знаеме, ова е наша претпоставка дека они сакат да нема избори, така? Никој не изјавил дека ќе нема избори, но бидејќи затоа посочив на официјалните соопштенија кои што посочуваат на нешто друго. Значи ставот е дека Заев мора да излезе и да се соочи со народ. И имаме една обратна ситуација сега, ја споменав претходни во прашањето кон господин Спасов, во која што целата ова пиар битка, условно да ја наречам, сега ја предводи опозицијата, која што до вчера тврдеше дека нема никакви услови, а сите констатираме дека ништо од претходното одлагање на изборите до сега практично не е сменето. Условите се тие, минимални или елементарни. Може да се работи за нешто сосема банално, што ние не го гледаме, се мислиме дека они се супер интелигентни, дека имаат некакви конспиративни намери. Може да се, ако гледаме дека кај нас бекатонките нема низ тротоарите постари од 3 години, значи се менуваат на секои 3 години најмалку. И ако треба сега да се сменат за овие избори, па треба повторно во април истите, ќе биде премногу. И мислам дека тука се прават и такви тактизирања за кампањата која што, и како што каже и професор Спасов, која што се наслонува на тоа да се прават, нели, патишта, паркови, тротоари, така натаму, водоводи кај што треба. Тој аргумент ќе биде потрошен сега и кој ќе дойде локалните ќе биде проблем. Треба истото да се прави повтор пат во краток период и може да е тоа една од причините. Ја не го исклучувам ни тоа. Иако делува банално, но може да биде и една од причините. Мислам дека не е се исто како што беше во претходните случаи. Во право е господин Шишевски кога вели дека инструментите на моќта се уште се во раците на владеачката партија, дека ние имаме тука компетативен авторитаризам кој што всушност не постојат елементарни услови за фер избори. Меѓутоа, она што се работеше во целиот овој период беше да се создаде некаков елементарен простор во кој што ќе може да се ослободи пред се граѓаните од стравот за излегување на улица, за манифестирање на сопствената политичка волја. Мислам дека владеачката партија, посебно после последните обвиненија од страна на специјалното јавно обвинителство и закажаното судење веќе на Никола Груевски за 27 ноември, на кој што тој ќе треба да се појави како обвинет за насилство према градоначалникот Андреј Женовски, покренатото обвинение за големите злоупотреби кои се направени на сметка на буџетот со денешното замрзнување на сметките на Финзи. Таму се замрзнуваат над 600.000 евра кои што се веќе Тие судења се закажани во еден многу специфичен период кога почнува или би требало да почне и изборната кампања, едноставно би можеле и да не започнат и да не го видите вие господинот Груевски на обвинителна клупа со едноставно објаснување службено
одсуд. Во право сте. Меѓутоа, никој проблемот е што на сегашната владеачка структура не е јасно овие денови со кои нови обвиненија би можело да излезе специјалното јавно обвинителство, независно од сите блокади кои што ги прават со забрана на заштитени светоци, со забрана на продолжување на нивниот мандат, со тоа што им виси над главата одлуката на Уставниот суд дека може да бидат укинати како специјално јавно обвинителство. Меѓународната заедница му даде силна поддршка на специјалното јавно обвинителство. Постојано им става до знаење дека дури независно од резултатот на изборите, правдата која што треба да биде спроведена преку правни постапки од страна на специјалното јавно обвинителство ќе мора да превагне во Македонија, ќе мора да биде завршена во Македонија, дури ако е потребно и со инсталирање на специјален суд. Мислам дека они во целокупната оваа состојба сметаат дека некакво одлагање на сите овие процеси можеби ќе промени ситуацијата во Македонија во нивна корист. На што сметаат и како сметаат, ја мислам дека тоа тешко некој може да го предвиди. Меѓутоа, по она што они го прават. Нема во моментот никакви индиции за тоа што вие го говорите, обиди да се предизвика инциденти, законите со СЈО, носењето на буџетот, го спомена во ова иста студио синоќа и господинот Заев. Реакцијата на опозицијата не оди во насока за предизвикување на конфликт. Сега имаме дури едно премолчано поинакво толкување на Уставот, односно давање примат на законот наспроти Уставот во однос на строгите рокови за распуштање на собранието. И тоа е премолчано, прифатено и од двете партии. Меѓутоа, мислам дека на граѓаните им е сосема јасно и на јавноста дека всушност со секој обид за прикривање на нивната одговорност, со секој обид за прикривање на кривичните дела, они прават нови кривични дела. Мислам дека они се свесни за тој процес на освестување и процес на перманентно зголемување на отпорот, потенцијалното зголемување на протестното гласачко тело во Македонија. Така што сега се обидуваат, дури јас мислам дека е дел од оние што се ново прислушкувани разговори кои што беа објавени во косовските медиуми, се излезени всушност од штабот на ВМРО ДПМН со цел да се изврши еден тип на исто така диверзија во рамките на изборниот процес. Прво да се обвини специјалното јавно обвинителство дека не ги чува доволно материјалите кои што му се дадени, да се обвини СДСМ дека не ги има предадено сите материјали, а всушност со материјалите со кои што располагал Сашо Мијалков да може да се врши натаму уцена врз тој и да му се каже знаете што, за вас имаме такви материјали што ако не слушате и ако се обидете направите некакво ново мнозинство во парламентот, тогаш ние имаме некакви аргументи против вас. Всушност ние сме присуствени на една, како да кажам, предполитичка војна која што постои разреши во Македонија меѓу политичките субјекти на политичкиот пазар. И она што го прави ВМРО сега да си ја спаси кожата. Не ова за нив не е веќе борба за освојување на власт, ова е за нив борба за спасување практично од затвор, спасување на еден тип на борба за слобода, борба за слобода вие ќе го потребите сите инструменти на моќ со кои што располагате. Така што мислам дека ситуацијата е доста сложена и СДСМ со право инсистира. Не, на 11 декември треба да има избори. Независно што ќе направите, независно какви провокации ќе правите, сега СДСМ е способен да ги издржи сите провокации, затоа што само да ги става до јасно знаење на јавноста кои се тие провокации во кои што го вовлекува сегашната власт. На 11 декември мора да има избори. Сега е ВМРО ДПМН таа кој што сака да побегне од избори на 11 декември од проста причина што не е сигурна дека дури ни при приближно изедначен резултат со СДСМ на следните избори дека нема ден после 11 декември да се формира ново парламентарно мнозинство кој што ќе инсталира и специјален суд и дека сите судски процеси до локалните избори ќе завршат комплетно во Македонија. Дали ова еуфорија кај социјалдемократите да се оди на избори, овој нов вокабулар на речиси сигурна победа, изјави од лидерот дека власта дека режимот, како што вели тој, е веќе детронизиран, останува тоа само да се потврди на денот на изборите, имаат реална подкрепа на теренот? Или е тоа само пиар стратегија да се разбуди, мобилизира членството и останатиот дел од граѓанството, кој што може да се приклони кон опозицијата или кон некој од опозицијските блокови? За жал, мислам дека опозицијата не поаѓа толку од реалистично гледање на работите, туку трга во борба на се или ништо. За жал, целата констелација на силите
Овде е сведена на оно што се вика во zero sum game. Значи, кој ќе победи добива се, кој ќе изгуби губи се. Во таа смисла, ова опозицијата го турка како нивната последна борба, исто и власта се разбира, двете страни. Оно што мене ми пречи кај оваа реторика е неколку точки. Едната е фокусирањето на СЈО. Значи, СЈО е многу битно, еден од клучните фактори во целиот овој момент. Меѓутоа, ако видиме која е улогата на СЈО? Улогата на СЈО е да изврши прогон врз криминалците. Апсолутно дека тоа мора да се случи. Но, ако сите го заборавија, еден од најбитните документи во нашава понова историја е извештајот на Прибе, каде што многу јасно е дефинирано дека проблемот е системски. Ако проблемот е системски, тогаш фокусот мора да биде на трансформација на системот, а не на овие работи кои што се секундарни. Значи, и во извештајот на Прибе јасно стои дека треба и да се гонат сите. Меѓутоа, исто така и самата изборна логика. Да, треба да се смени власт. Може и да не се смени. Но фокусот и политичката волја, за жал на сите страни, тука имаме многу мал интерес од страна на власта, мора да биде кон трансформација на сите овие општествени односи, општествени сили во општеството. Тоа е нешто што очигледно е оставено за поизбори. Одамна извештајот на Прибе е напуштен како платформа, како патокас по кој што требаше да се трансформира системот, па да се круни со избори. Сега сме во обратна ситуација. Например, од 5 сфери кои што ги анализира Прибе, ние почнавме последната од медиумите. Првата е тајната полиција. Воопшто никој не зборува за тајната полиција, за трансформацијата и затоа имаме нови следени и снимки кои што излагат. Затоа што системот за надзор на државата, нели ДБК, се уште е во партиски раце на режимот, на власта. И сега тој систем понатаму продолжува да се ровари. Судството не се трансформира во целиот овој процес. Значи, целиот процес на трансформација, во целиот процес изборите требаше да бидат само еден од факторите за добивање на кредибилно собрање. Собрање во кој што сите ќе веруваме дека ете сме гласале и тие пратеници се од нас изгласани, не се наместени на нефер начин. Но на овој начин борбата се сведува на борба помеѓу живот и смрт за нив, а за сите нас борба помеѓу диктатура и демократија. А од друга страна, на самите избори гледаме ветување од типот на минимална плата, ветување од типот на зголемување на просечната плата, зголемување на субвенциите, кои што се супер ветувања во нормална ситуација. Но ние дали живееме во нормална ситуација, во која што имаме нормални избори, кај што Социјалдемократскиот сојуз треба да понуди социјалдемократска програма, економска и така натаму, или живееме во ненормална ситуација? Но веројатно опозицијата е во дилема. Сепак се избори и сепак кога ќе се соочи таа со една програма надградена, проширена, сега и додадена, или како ќе се вика, не знаеме, ќе видиме од 100 страници со директни проекти, рокови. Веројатно и таа чувствува потреба дека треба да излезе и со конкретна понуда надвор од она што значи битка против режимот, како што тврдат, како примарна цел. Ако е битка против режимот, тогаш типот на коалицијата требаше да биде поинаков. Тогаш не требаше да бидат тоа партиски ликови. Ние го гледаме, да речеме, Зоран Заев како иден кандидат за премиер. Ако он е иден кандидат за премиер, тогаш тоа треба да биде партиска. Значи, двата концепта се легитимни во зависност од двете приказни. Меѓутоа, овде имаме мешање на приказните со што се создава непотребна забуна во општеството. Ние гледаме се ова, ги гледаме програмите. Гледам прогресивен данок, бев скоро на конференција на која што организираат. Може да дебатираме за тоа, може да избираме помеѓу лево, некој ќе избира десно, но приказната дали се ова нормални избори во нормална ситуација, дали ние живееме во нормална либерална демократија во која што има корумпирана власт, или живееме во систем кој што е трул самиот од себе. Тогаш не може да глумиме дека живееме во нормална власт. И тоа мора да се разграничи според моje мислење, секако многу јасно. И да биде или ова, или тоа. Мехмети, колку е реална ова
офанзива на опозицијата со инсистирање на изборите и сета таа самоувереност дека е се готово, само прашање на денот кога река народ ќе се упати кон гласачките кутии и ќе го заокружи бројчето на нивно. Ако ги слушаме значи, реториката на опозицијата и на СДСМ првенствено, ќе видиме дека таа се врти околу тоа да победи доброто против лошото. Меѓутоа, проблемот е што кај нас нема јасно дефинирано што е добро, што е лошо. И тие што се верни следбеници, да речеме, на одредени политички опции, немаат слух за било каква аргументација која што доаѓа од другата страна. И мислам дека тоа е еден од проблемите, бидејќи програмата на СДСМ, која што беше објавена пред некој ден, звучеше прилично интересно, ако гледаме вака како развој и така натаму. Меѓутоа, по низината објава, фактички реториката повторно се врати на тоа дека мора да паднат ова ненародна власт, не знам како се вика. И целата реторика се врти околу тоа. Аргументацијата се врти околу тоа дека овие се лоши, видовте дека се лоши. Да, видовме, меѓутоа проблемот е што очигледно дека постои голем број на граѓани кои што неće тоа да го прифатат, и второ, постои уште поголем број на граѓани кои се неопределени. И они чекат кој ќе ги убеди дека се вистинската власт која што они треба да ја поддржат. И ако гледаме сите овие истражувања, не знам, мислам дека Немаме понови, последни се оние на Ири и најнови се оние на Павел Шатев, меѓутоа ако ги гледаме, ќе видиме дека има огромен процент на неопределени. Не знаат за кого би гласали и што би гласале. И овие проценти што се појавуваат, тие се засниват на, мислам дека под 50% се тие што одговараат на, или околу 50%. Јордан знае подобро, они се бава со тие. А ова 50% другите никој не ги гледа. И целата борба се води кај овие 50 што се определени, а тие се веќе определени и гледаме дека немаме тука некој помак, да речеме, да ги некој убеди дека другата страна е подобра. Можеби мал процент, но мислам дека тоа не. И тоа не е само кај нас, ние гледаме дека и во Америка, која што е многу поотворена и потранспарентна, као нели поорганизирана држава, тие што се следбеници на една опција не можеш така лесно да ги убедиш, туку фокус се става на тие што се неопределени, да ги убедите нив, да ви се придружат. Тука го начувате дека има и следното прашање, тоа е некаде шишовски бројка од околу 40%, која што се појавува во сите анкети, мислам, и господинот Пасов ги следи тие. Да, значи бројка која вели ниту една партија или не знам. Да, ама сега, колку патот што е исцртан, во моментов се тоа два опозицијски фронта наспроти власта е вистинската стратегија за придобивање на дел од тие 40-45% колку се. Тоа е фактички полето што опозицијата би требало да го освои. Власта секогаш има предност од било од кои причини, од причина на ниво на демокрација, на ниско ниво демокрација, или едноставно што тоа власта има поголеми можности, ресурси кои што ги користи индиректно или директно и како партија и со злоупотреба на владините ресурси во своите кампањи, они имаат предност. Значи опозицијата треба да биде помудра и да се фокусира на тоа да ги убеди овие што се плашат, да речеме, да се изјаснат, или тие што не можат да се определат. И мислам дека тука се прави еден пропуст. И со паролите дека овие се мора да паднат, тоа не верувам дека ќе промени нешто многу, доколку не се смисли нешто по-креативно. Спасовски Да, ама знаете, кога не се знае што е добро, што е зло. Ние, ако ништо повеќе, верам од емитуваните тајни прислушувани разговори меѓу раководствата, меѓу најблиските соработници на Груевски, разбравме дека овие луѓе реално краделе избори.
Овие луѓе реално го плячкале буџетот. Овие луѓе рекетирале, го корумпирале компаниите. Овие луѓе монтирале политички процеси. Овие луѓе ја загрозиле слободата. Македонија по слободата на медиумите пада на последно место во светот е така. Видовме што се случува во Македонија. Во Македонија се случувало злосторство. Имаме заробена држава од страна на една група на власт која што меѓу другото практично се обидува да обстои со помош на истата примена, истите методи и методите на тамошно заплашување на населението дека не сме ништо се промени затоа што сите се на некој начин вовлечени во еден криминал во кој што ги водела една политичка оваа стратегија на два фронта може да го даде очекуваниот резултат. Тоа е првото прашање и уште едно, бидејќи од последните настапи, особено синоќа од интервјуто на господинот Заев, гледам и една нова тенденција кај опозицијата на нагласено обраќање кон албанскиот електорат. Така е. Дури тој рече дека немојте да се чудите ако бидам носител и на 6-та изборна единица, бидејќи некои проценки укажувале оти СДСМ може да освои повеќе гласови од УДП. А колку е тоа на вистина реално? Затоа постојано го повторувам она прашање колку таа еуфорија, колку тој оптимизам има реална подлога. Па, видите сега, ако малку ја следите кампањата од она што е почнато, ќе забележите дека основната теза на ВМРО ДПМН е во тоа дека слушај, ако го гласате СДСМ може да биде полошо од ова што е сега. Што е она апсурдноста на глупото, од ова полошо да биде. СДСМ вика дека ние можеме да обезбедиме радикално подобрување на состојбата во Македонија. Има планот што го износи таму во рок од 180 дена што ќе биде направено во рок од 2 години, зборува за работи кои што се сосема различно од ова што се случува денеска на Македонија. Зборува за практично нов модел на транспарентност во трошењето на буџетските средства, кој што за овие беше емислена именка. Зборува за нов модел на судство во Македонија, зборува за нов модел на однос кон медиумите, зборува за нов модел на обезбедување на средства за нови вработување и така натаму. Зборува за нови практично сосем нови практики. И меѓу тие новите практики, освен она што е меѓу другото дека ќе се промени изборниот модел за да може практично секоја политичка партија што ќе освои 10 тоа е се веројатно, тоа се прашање за денот потоа. Јас зборувам сега ние треба прво треба да се одговори на прашањето дали до денот потоа вака позиционирање фронт може да донесе резултат. Дали во еден период кој што беше означен како транзиционен, а во кој што моќта ја задржала врхушката која што е моментално на власт, можете работите од извештајот на Прибе да ги примените, да ги имплементирате во таа пракса, или пак рековте со овие луѓе, ова нема никош да се примени, бидејќи тие секогаш ќе ги блокираат сите реформи кои што ја загрозуваат нивната монополизирана политичка позиција во земјата. Оттаму, првиот услов за да може нешто се менува, тоа е всушност да доживеат политички пораз на избори. И нема друг начин како да се отстранат, освен револуција или со избори. Заев излезе со приказната дека можеби да направиме напори во Македонија да биде првата држава во која што еден авторитарен режим ќе може да биде победен на избори. Зошто го зборува ова со, например, да се промени реториката во однос на етничките партии и етничките кампуси? Се покажа дека после, например, дива населба што беше во дека голем број на албанци ја поддржуваат таа политика на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз се одлучи да, ние ќе имаме членови на претседателството албанци кои што ќе бидат носители на изборните листи на Социјалдемократскиот сојуз и ќе кажеме дека како граѓанска политичка партија подеднакво ќе ги браниме и имаме право да ги подеднакво браниме правата на нашите граѓани од било која етничка заедница, а не е тоа ексклузивно право само на политичките лидери од другите етнички заедници. Тоа е можеби Тоа е можеби ризичен концепт, меѓутоа тоа е надежден концепт. Тоа е концепт на иднината на Македонија. Така само Македонија може да стане едно општество, а не поделено општество. И тоа е целата приказка. Во таа приказка има еден политички радикализам, со кој што апсолутно се согласувам дека е ризичен. Со апсолутно согласувам дека вие немате гаранција дека со излегувањето на избори 11 октомври дека ќе се случи чудо и дека ќе направите ршум на таквите избори. Меѓутоа, во политиката вие морате да бидете спремни да ризикувате, спремни да им кажувате на наредот, јас верувам во ова дека може да се случи. Да почнувате да ги обидувате луѓето да се охрабрат, да излезат надвор и да прифатат нешто што представува предпоставка за промени на нештата во Македонија. Вие морате да создадите основа за промени. Мораме да одиме на реклами, но коментар околу ова гледам дека за што е добро, што е лошо. Јас неколку пати сум кажал јавно дека после првите 2-3 бомби, според секоја здрава логика, владата требаше да даде оставка во секоја нормална земја. Меѓутоа тоа не се случи. И што се случи потоа? Ние видовме дека имаше периоди кога имаше покачување на рейтинзите на таа иста влада,
Што значи тоа? Значи дека луѓето не се служуваат или неќе да ги слушнат тие работи кои се очигледни. Значи, зошто е тоа така треба да се види, а не да се каже дека тие луѓето се вакви или онакви. Него зошто тоа не го прифаќаат? Не го прифаќаат, има повеќе причини. И ако одиме назад, има повеќе такви примери. Накратко околу дилемата за албанските гласови. Околу албанските гласови мислам дека ние имавме такви обратни случаи кога албански кандидати добива Имер Селмани доби 100, преку 100.000 доби македонски гласови од 40 да речеме претпоставени албански гласови. И тоа да може, меѓутоа мислам дека првенствено треба да се гледа програмата што ќе нуди. Ја не верувам дека албанците ќе гласат за СДСМ или за било која друга македонска партија, само ако стави некој албанец тамо да биде носител на листа или пак да биде туку кои програми, бидејќи се заситени луѓето и од албански партии се заситени, камоли и од албанци кои ќе бидат па во македонски партии, со тоа демек ќе обезбедат некоја еднина. Треба значи да се понуди програма, да се понудат конкретни решенија кои што би се оствариле во новата влада. Ако тоа не се направи, ако само со персонални решенија се обиде било кој да ги прилише албански гласови, не верувам дека ќе има голем успех. Шишовски, знам дека имате многу специфичен став околу ова престројување и ќе ви треба малку простор да го објасните, но мораме, уврзани сме да одиме на кратка пауза за реклами, па се враќаме повторно со панел дискусијата во студијата. Универзитетските професори Јордан Шишовски и Ѓорги Спасов и политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети се мои гости во вечерашнава топ тема. Шишовски, ќе продолжиме таму кај што застанавме, колку е реален, плодотворен овој пат кој што сега се трасира со два опозицијски блока во македонскиот дел против актуелната власт, бидејќи на едно место прочита, велите дека ако на изборите победи ВМРО, за тоа ќе има само еден виновник, раководството на СДСМ, ниту оние што тврдат сите се исти, нити оние што нема да гласаат, ниту оние што ќе гласаат за малите партии. Но во исто време го критикувате и овој неформален пакт меѓу левицата и десницата да се напаѓа од два фронта. Значи, треба пак да се навратам на почетокот денеска што го зачнавме. Што е ова? Значи, ние немаме јасна приказна дали ние се наоѓаме на народ наспроти режим или станува збор за нормална борба за власт помеѓу политички партии. Значи, ако беше нормална борба за власт помеѓу политички партии, тогаш шемата која што изложи Заев вчера е многу логична. Значи, имате од десницата гласови кои што не би гласале за СДСМ, се разочарани ВМРО-вци, подобро тие да идат како башка коалиција, а подобро центарот и левиот центар, да речеме, да оди како башка, бидејќи има луѓе кои што не би гласале за опција каде што е во изборната листа Љупчо Георгиевски, например, или Стојанче, или така натаму. Така што, од најнормалната либерално-демократска логика, ова е совршено логично. Меѓутоа, повторно имаме мешање на приказните. Например, вчера го гледав Заев, приказната беше многу убава, многу прогресивни политики понуди, убаво звучат, сето тоа многу убаво звучи. Меѓутоа, СДСМ има историја. Значи, ние се сеќаваме, овој систем не се роди со Груевски. Ние имаме 25 години неуспешна транзиција. Имаме и лоши сеќавања и понатаму. Така што сакате да кажете се надградувал, а во изминативе години се усовршил во својата извитопереност. До совршенство во најнегативна смисла на зборот. Значи, се што е создавано претходно, дури и што било на некој начин наивно и неартикулирано како криминал, овој пат е востановено како многу јасно артикулирана мафијашка држава. Тоа е несомнено. Значи, ова е совршенство на злото постигнато. Но, сега тука е прашањето повторно, која е приказната? Еве, задутре има некој голем марш, кој што опозицијата го организира за 11 октомври. 11 октомври е
првата пушка против фашистичкиот окупатор. Сега имаме една символичко изедначување помеѓу власта со фашизмот. А истовремено имаме ветувања за прогресивни даноци, за... Бевте дел од Чарената револуција, сега во логото на СДСМ е и шарено со боите како символ за таа шарена револуција, признавање на нејзиниот придонес во се што се случи. На овој протест ќе излезат или не? Па ова е очигледно, значи логото во позадина е логото на изборната коалиција на СДСМ. Вчера го видовме група на интелектуалци, во средина стоеше лидерот на опозицијата. Значи, да беше ова марш на опозицијата, протестен марш, во некој ден, ки излегов, зошто да не? Да беше граѓански протест, ки излегов, зошто да не? Да беше сеќавање на антифашизмот и обнова на антифашистичкото движење генерално... А зошто не во вака најавени замисли? Па, затоа што очигледно е изборна кампања во која што се употребува еден символички багаж на кој што едноставно нема местото денеска. И е едноставно измешан. А ако градите вие однос на народ против режим, тоаш веќе зборуваме за класичен популизам, за класичен во овој случај лев популизам. Пред 3 дена излезе нов извештај од ММФ. Има огромен пораст на популизмот во светот, левиот и десниот. Така што тоа е општа атмосфера во светот денеска, борба против елитите, борба против естаблишментот, меѓутоа СДСМ во голема мера бил дел од естаблишментот. Така што лев популизам може да прави некоја нова надворешна аутсайдерска опција која што не била дел од естаблишментот. А во овој случај имаме повторно нејасни приказни. Јас кога би можел да зборувам со нив, би рекол да фатат една приказна и таа приказна до крај да ја терат. Ако дозволиш само кратко. И не би сакал исто така, се извинувам, делот со мешањето помеѓу граѓанското и партиското. Знаете, законодавецот во нашиот устав, во нашиот законско уредување си поставил многу јасно. Имате два начина на кандидирање на кандидати. Едниот е преку граѓанска листа. Ние овде сите во собата можеме да се кандидираме, да собереме 1000 луѓе во нашата изборна единица, ќе направиме граѓанска листа. Другиот е партиска листа. Двата се легитимни. Меѓутоа, ова мешање е исто така легитимно, меѓутоа, барем за мене, од моја гледна точка на човек што не е про СДСМ, но сака по секоја цена да падне овој режим, ми праќа на некој начин измешани пораки и на некој начин ме демотивира. Сум учествувал во нешто против режимот, против се до сега, значи против сите до сега, се борам за нешто сосема ново, сакам комплетно ново општество да изградиме, прогресивно, а одеднаш имаме измешано помеѓу изборно... Имате реплика од, овој пат ќе кажам, бившиот функционер и дури и стратег на СДСМ. Прво, точно е тоа дека оно што го рековте, СДСМ има историја. Има и вина. И што СДСМ пред 10 години беше поразен избори, 2006 година. Значи, СДСМ беше политички казнат. СДСМ 10 години се обидува да извлече поука од таа казна. Да проучи што тоа му порачаа граѓаните сите овие 10 години. Дека начинот на кој што работел, ароганцијата, можеби недоследностите во водењето на транспарентноста на буџетите, можеби други овако што се работи кои што му се припишуваат не биле во ред. После 10 години СДСМ излегува ово што го рековте. Се соочуваме со еден режим кој што слабостите кои што беа во времето на СДСМ ги имају совршено до мера до кои што стануваат стравични, во кои што не дозволуваат никаква промена на политичкиот систем, не дозволуваат никаква слобода во Македонија. Ние сме соочени со ситуација да се мобилизира целото граѓанство во Македонија во еден тип на борба за слобода. А бидејќи 11 октомври е символ на таквата борба за слобода на македонскиот народ, не против фашизмот, него денот кога е започната битката за создавање и за прв пат е создадена својата национална независна држава. Опозицијата, независно тоа како ќе ја дефинирате, обединета, необединета и така натаму, има обврскан еден таков ден да го искористи да каже дајте луѓе се собериме, гласно да подигнеме гласот, да сакаме дека бараме слобода, правда, еднаквост
и она што во Македонија сега се случува. Во однос на сето оно што случуваше, имаше социјални разлики што се владени, каде што една мала група натрупала огромно богатство, а огромното граѓанство живее во сиромаштија. Мислите ли дека овој марш може да го разбуди тој автентичен граѓански револт и автентично граѓанско движење кое што очигледно стивна на кога работите почнаа да се решаваат на таа преговарачка маса, како што со тек на времето стивна и ехото на бомби. Вие со еден марш не може да направите ништо. Нити пак некој има некаква илузија дека со еден марш ќе направи нешто. Па ние го имавме студентското движење, па студентското движење кога се покажа дека представува некаква сила. Веднаш беше поништен законот за високото образование и покажа дека кога ќе се спротивставиш со одредена маса, власта се повлекува наназад. Потоа го имавме шарената револуција која што апсолутно направи нешто што го имавме големиот митинг кој што се одржа на 17 мај за кој се сеќавате, колку граѓани, колку народ се собра, колку заеднички знамења се тоа беше за прв пат некој појава во Македонија на будење на граѓанството, сплотување на граѓанските организации со политичките партии од опозицијата. Во меѓувреме се стивна, за тоа ми беше прашањето дали може да се обнови и ве молам пократко бидејќи сме кратки со време. Од проста причина што вие имате само два начини како да дојдете до краја, до промената на власт. Едниот начин, ако не постојат никакви институционални услови да се одржат колку толку, како рековме, елементарно фер избори, вие да го уривате режимот со некаква револуција. Вториот начин е со помош на меѓународната заедница да дојдете до некакви избалансирани услови во кои што ако ништо повеќе, барем ќе го спречите да ви биде украден оној дел од гласачкото тело кој што вам ви припаѓа и во една колку толку рамноправна политичка борба да дојде до избалансирана ситуација во која што ќе можете да го помените мнозинството кое што води земјата во пропаст. Сушност, тоа е целата идеја. Вие сега само уште една реченица. Ако тука проблематизирате зошто СДСМ не настапа партиски, па зошто не се обидува да настапи граѓански, па зошто се вие не можете да наоѓате причина за да не се тоа се реални дилеми кои што се поставуваат. Тоа се дилеми кои што можеби кај себе ги имаат оние 40% на кои што сите се надеваат. Ама политичките партии по дефиниција се организации кои се формирани за да се борат за освојување на власта или за зачување на власт. Политичките партии не можат ни во една ситуација да се трансформираат себе си во граѓански здруженија. Туку можат заедно со нив да се обидат на некој начин со некој тип на коалиција меѓу партиите и граѓаните да излезат со некаков тип на заеднички листи. Што значи поимот непартиски листи? Самиот поим непартиски листи? Значи непартиски листи во кои што ќе ги предложат политичките партии кои што учествуваат заедно со граѓаните за освојување на власт. Мислам дека ако сакаме да го простиме дискусијава и да бидеме поефикасни во аргументирањето, мислам дека можеме да кажеме дека имаме во македонскиот политички камп два блока, едниот кој што има национална или националистичка реторика и други кој што се обидува да има граѓанска реторика. И во ова борба или такмичење очигледно дека победува националистичката реторика. Оти тоа го гледаме пред секои избори. Значи опозицијата, односно СДСМ, не успеа во овие 25 години, бидејќи тоа се обидуваше цело време, барем ако гледаме позитивно, да не биде националистичка партија, туку да биде граѓанска, да ги обедини сите, но не успеа во тоа. Зошто? Дали немаше храброст, дали немаше знање, тоа е друга тема, меѓутоа очигледно дека тоа не успеа во тоа. Сега се обидува тоа да го прави, се надеваме дека ќе успее во тоа, бидејќи има историска шанса. Оти видовме дека самите граѓани тоа го наметнаа со своето однесување преку овие протести. Има реакција Шишевски, но за вас само едно кратко прашање. Некој треба да ги постави основите за тоа. Тоа прегрупирање на нов фронт или трет пат е присутно и во албанскиот блок, меѓутоа веројатно постои една битка на суети околу лидерството. Која е вашата проценка? Ќе има ли заедничка листа или сепак тој потенцијал ќе остане разеден? Па не знам дали ќе има заедничка листа, но ако направиме да биде попластично, мислам дека во македонскиот политички блок нема толку простор за трета опција, додека во албанскиот простор политички камп тој простор е многу поголем и очекувам дека таа трета опција, дали ќе биде обединета, дали ќе биде поединечна, мислам дека ќе привлече поголем број на гласачи. Се разбира, тоа ќе зависи од понудите што ќе ги остварат партиите, но потенцијалот постои. Во однос на мешањето помеѓу партиското и граѓанското.
имавме протести, значи почнувајќи од студентските протести, па понатаму. И претходно имаше, но тука на некој начин кулминираат, ги имавме првите малку поголеми успеси. Граѓанско движење е движење на луѓе од граѓански организации кои што имаат одреден тип на интереси. Значи, дури и истите луѓе, ако членуваат во партија, кога се функционери на партија, тие поаѓаат од сосема други интереси. Во таа смисла, ова мешање на интересите, мислам дека е можно во одредени ситуации каде што има помала асиметрија на моќ помеѓу партиите. Значи, може ли да бидам малку поконкретен? Што е разликата ако Јордан Шишовски, како докажан борец со многу активности против актуелната власт, со својот интегритет биде како представник на солидарност на листата на СДСМ, или, односно, која е придобивката или разликата повторно, ако Јордан Шишовски е на граѓанска листа, поддржана од СДСМ и од дузина други партии кои што ќе застанат за таа граѓанска листа? Па, разликата е принципиелна. Значи, првин, партиите, точно кажа професор Спасов, смислата на постоењето на партиите е да се борат за власт. Затоа идејата со непартиски листи поддржани од партии, создадени од партија, помалку не е многу разумна. Но, кога некој ќе реши да стане функционер политички во политичка партија, споделува одредени вредности, сосем е честно да си каже, окей, јас веќе не сум граѓански активист или не сум новинар, не сум и станувам професионален политичар. Тоа е една работа. Ако сакам јас да се кандидирам како граѓански, како представник од граѓанското општество и така натаму, ќе соберам 1000, односно 6000 гласови и ќе излезам на листа. Тоа е во принцип. Но ова мешање, ова капитализирање на некаков социјален капитал, така да кажеме, кој што е создаден од илјадници луѓе, од кој дел не се со СДСМ или дури го мразат СДСМ, така да кажеме, ако на овој начин се капитализира во борба за власт, кој што очигледно веќе станува многу јасна класична партиска, тоа е смислата на изборите, тогаш ќе се обесхрабрат понатаму луѓето да учествуваат во протести. Наставно ќе станат циници. Оној општествен капитал што го создадовме, треба едноставно да го надградиме и да го продолжиме како граѓанско движење, а како партиско одвоено. Одиме само една реченица. Една реченица, мораме на реклами и да завршуваме. Маса на политички протести во историјата на човештвото, во политичкиот живот на сите западноевропски и источноевропски земји се интегрирале со политичките партии. Стартувале како политички движења, стартувале како еколошки движења, па станале политички партии, па направиле коалиции со левицата и така натаму. Според тоа, смислата на тие one issue organizations не е да останат само врзани за едно прашање, прашањето на абортус или прашањето на екологијата или прашањето на човековите права, туку да можат да стигнат политичка моќ, можеби со помош на политичките партии да ги реализираат, да ги остварат таквите своји интереси низ политичкиот систем. И нема ништо лошо, нити пак ги деградира самите политички движења, нити пак самите граѓански организации, процесот на нивното интегрирање на политичките листи и заедничката борба со политичките партии во промената на власта, односно во создавањето на политичка моќ за остварување и на нивните интереси за кои што тие се борат. Оттаму тоа е еден природен процес, не е тоа нешто различно, не е тоа. Погледнете што се случуваше во Полска, во Чешка, во секој случај Италија, и интересна дебата на која што е... можеби треба да ја посветиме посебна емисија. Јас се извинувам, мора да одиме на уште една пауза за реклами и се враќаме со завршницата на вечерашната топ тема. Во завршница сме на вечерашнава топ тема, две прашања во едно кој и зошто не гласаше и не сакаше да гласа за законите за специјалното јавно обвинителство и дали посетата на еврокомесарот Хан ќе биде само рутинска или може нешто суштински да смени во овој правец. Мехмети, еве, завршниот круг од вас. Очигледно е дека улогата на специјалното јавно обвинителство станува све поважно во решавање на повеќе дилеми кои што се отворија во овој период година или повеќе. И дури мислам дека во сите истражувања се покажува дека најголема доверба кај граѓаните ужива токму специјалното јавно обвинителство и најмалку има негативни ставови кон нејзе, што е многу интересен феномен.
Иако ова што се случи во парламентот можеби на некој начин рефлектира овој страв дека моќта на специјалното јавно обвинителство може да ги загрози нивните позиции кои што веќе се загрозени и со За ВМРО ДПМН се изнаслушавме бомби и може да е оправдано тезата дека еве се плашат. Од што се плаши тогаш Дуи, бидејќи те гласаат и не гласаа некако договорено. Дел беа надвор, дел влегоа за да не се дојде до потребното мнозинство. Мислам дека она што они го изјавија како причина беше прилично збунувачки и нејасно, дека не зависело од нив, што мислам дека не е одговор што би се очекувало една сериозна партија или поддржуваат или не да калкулира со тоа дали ќе победи или нема да победи нивото гласање. И мислам дека ова посета на Хан е токму во тој правец. Ова е нагаѓање да речеме дека би можело да се направи уште еден напор да се убедат овие неопределени или партии кои што има дилеми, Дуи и ДП, кои што се битни во гласањево, да едноставно го променат свој став или да бидат појасни во тоа зошто не гласаат. Ако имаат причини, треба да ги кажат или да гласаат. Да гласаат по новиот предлог. Сосема телеграфски, Спасов. Еве, јас мислам дека прво Хан ќе донесе порака дека на Никола Груевски му беше џабе патувањето во Вашингтон и џабе трошењето на 1.600.000 евра за лоби групи таму, да добие некаква поддршка за нешто што едноставно нема да добие поддршка. Второ, мислам дека ќе ги предупреди да не се играат игри и туку да ги изгласаат законите за заштитени сведоци и законот за продолжување на мандатот специјалното јавно обвинителство, бидејќи тоа представува еден од клучните елементи за доаѓање до правда и до расчистување на клучната причина за кризата во која што влеговме, да се открива кој прислушкувал, зошто прислушкувал, за тоа да не се случи како и кривичните индициите за кривичните дела кои што ја произлегуваат од прислушуваните разговори. И третата работа, мислам дека ќе даде сериозна помена да Уставниот суд понатаму не манипулира со одлагањето и да не се занесуваат дека ќе може да го распуштат парламентот, дека потоа да биде поништено специјалното јавно обвинителство, че им каже дека извештајот за членството на Македонија во Европската унија се донесува веќе кон крајот на оваа година и според правилата на Европската унија 2 години по донесувањето на овој извештај Европската унија веќе нема да разгледува практично апликација на Македонија за членство во Европската унија. Така што ќе ги предупреди сите страни изборите да се одржат на 11 декември и да се создадат, да се исполнат другите услови кои што се би ги направиле таквите избори кредибилни, за да бидат признаени од сите страни што учествуваат на таквите избори. Шишевски. Видете, Хан повеќе пати доваѓаше, не видовме нешто посебно голема ќе од него, така што не верувам дека нешто посебно драматично ќе смени, значи сум доста по-песимистичен во однос на целата ситуација. Мислам дека повеќе ќе биде церемонијално да каже дека ете има услови, ќе има избори, мора да и толку. Европа има сериозни проблеми генерално. Пред се тоа е Брексит, со Русија, со бегалците, со ситуацијата во Турција, значи има сериозни предизвици, така што мислам дека Македонија за нив во овој момент не е некоја посебна зона од интерес. Подемот на екстремната десница, со која што за жал и нашава власт ВМРО си има одредени натиго, дај ми го, дополнително ме обесхрабрува дека нешто посебно Европа ќе се заинтересира за демократијата и социјалната правда и така натаму посебно на маргините на Европа. Така што единствено што можам да посакувам е самите наши граѓани, политичари малку од малку да најдат од негде памет, да најдат начин за сами да си ги измениме. Сосема телеграфски на крај, бидејќи времето ми истече. Што значи кога Илија Димовски ќе рече дека ВМРО ДПМН нема да прифати никакво разгледување на какви било барања на специјалното обвинителство, Антонио Милошевски на тоа ќе додаде дека специјалното јавно обвинителство и СДСМ се различна страна од иста паричка, кога Американската амбасада ќе испрати соопштение дека барањата на СЈО за законски измени се разумни и го имате лидерот на партијата кој што оди во САД и лобира за подобрување на имиџот. Чии? Собствен на државата? Собствен. Видите, Соединетите држави
се познати по својот интервенционизам, така што ако навистина ги интересира некој дел, некоја точка од светот, они ќе пуштат и маринци, и дронови, и ќе направат промената што сакаат да направат. Значи, чим они кажале дека е разумно, тоа навистина е разумно, сосема се во право. Но очигледно дека нема некоја посебна волја, а што се однесува пак на ВМРО, мислам дека тоа чиста пиар манипулација со цел да се мобилизираат луѓето, бидејќи она што беше кажано, Катица Јанева воопшто специјалното јавно обвинителство има многу висок рейтинг и едноставно ни мораат на некој начин само да го обесхрабрат народот и да го симнат рейтингот на СЈО. Сосема телеграфски по 15 секунди што да објаснува и подобро објаснува, како што слушаме од изјавите што ги реферува Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН Груевски во САД. Која е целта на поселите? Тој отиде само таму да се слика со некоја личност која што потоа со чија фотографија овде ќе покажува дека има некаква поддршка и во тоа не успеа. Тоа е една класична манипулација која што ја плаќаат со дебели пари, како што видовме 50.000 евра месечно плаќаат една лоби група која што треба да им обезбеди такви средства, за да го ја манипулира делото сопственото гласачко тело дека не е баш таков ставот на меѓународната заедница како што тврдат сите кои што бараат од нив да се донесат сите овие закони за специјалното јавно обвинителство и дека тие дури што и да направат дека ќе имаат поддршка од меѓународната заедница. Мислам дека е тоа делото од нивните манипулативни трикови кои што ги користат постојано, кои што овој пат сметам дека не им успева, затоа што видовте дека во истиот момент додека они беа во Америка се јави јавниот обвинител од Соединетите американски држави кој што кажа не само дека потрошиле 50 милиони евра за купување на чудно многу добро брифиран. Заврши 15 секунди за вас. Мислам дека е очигледно дека ВМРО има прилично голема власт и според мене они се обидуваат максимално да искористат таа власт што имаат во овој момент, бидејќи веројатно се свесни дека не ќе може да имаат повторно иста вакво ниво на власт и тоа го прават без да се грижат премногу за тоа што ќе кажеме ние и мислам дека тоа до сега им успеваше, значи наоѓаат начин да направат чекори кои што преку користење на власт што имаат, мешајќи ги некојаш и партиските и државните работи и ресурси, сепак да створат некоја подобра слика за нив. Каква ќе биде, колку ќе им успее, тоа ќе видиме, но мислам дека тоа го прават. Ви благодарам на тројцата што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Со нови содржини се гледаме од понеделник.